Главен повод што сте денеска тука во телевизија 24 што го правиме овој разговор е практично излегувањето на мониторот за медиумски плурализам. 10 години работите на тој проект за проценка на медиумската, како да кажам, атмосфера во државата и пошироко. Генералната оценка која е? Монитор на медиумски плурализам, тоа е еден огромен проект што го води Центарот за медиумски плурализам и медиумски слободи од Фиренца, инаку е финансиран и го користи Европската комисија во оценките и за државите кандидати за членство, но и за членките на Европската унија во така наречените извештаи за владење на правото. 32 земји се наблюдуваат, од кои 5 се земји кандидати за членство, меѓу кои и нашата земја. Од 1 до 32 ние се наоѓаме, интересно е, на нивото точно среден ризик. Има низок ризик, среден и висок ризик со различни скали во рамките на таа категоризација. Македонија е со Италија точно на средината. Веројатно, ова се должи во некои димензии сме во многу полоша состојба, со висок ризик, во некои сме во подобра состојба. Да речеме, во поглед на законите, нашите закони се усогласени. Делот на базична заштита. Имаме инкорпорирано, речиси, се од европските стандарди и одредени дополнителни аспекти, еве како сега што работиме оваа година на усогласување со некои најнови акти донесени од Европската комисија. Инаку, во некои од другите димензии покажуваме висок ризик. Сега во просек сме некаде на средината, меѓу сите овие и европските и земјите кандидати. 32 земји се под лупа, практично. 32 земји се, да. Македонија е на средината, значи некаде околу 16-та позиција. Некаде на средината состојбата е навистина на некој начин подобрена, општото ниво на медиумски слободи е подобрено во споредба со периодот пред 2016, односно 2017, откако се укина така нареченото државно рекламирање, претходната власт на ВМРО-ДПМН си замина, значи генерално има многу поголема слобода, но ако се гледа системски, не се променети многу работи во поглед на позицијата, независноста на новинарите во редакциите, економската сила на медиумите, одржливоста на медиумите, што многу влијае врз состојбата во работниот статус на новинарите. Врз независноста, апсолутно, на медиумите, така и на и во делот на политичка независност имаме среден ризик, но кај некои индикатори, например, кај државното огласување и ние имаме многу висок ризик. Што еве сега повторно владеачките партии, власта планира да го воведе повторно и покрај тоа што, да речеме, актуелната политичка гарнитура на власт беше една која што беше многу гласна кога беше во опозиција за тоа државно рекламирање што споменавте, кое постоеше за време на претходната власт на ВМРО до 2016 година и сега повторно. Што е државно рекламирање, госпоѓо Трпевска, може ли да прецизираме, бидејќи сега повторно е тоа актуелно, се планираат измени во Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, околу тој условно речено фамозен член 102. Да. Значи, многу се меша концептот на државно рекламирање или државно гласување со други концепти и со така наречените јавни кампањи од јавен интерес, ако се сеќавате, така ги нарекувавме долг временски период, но тогаш сите реакции наши на граѓанскиот сектор во однос на таа претходна практика беше дека тоа фактички партиско, политичко рекламирање, но со државни пари. Значи, државното рекламирање е различно од партиско-политичкото рекламирање, но различно и од кампањите од јавен интерес. Значи, оваа дефиниција ја користи и овој проект Монитор на медиумскиот плурализам, но исто така и Европската комисија во различни незини документи. Значи, во овој предлог што сега беше многу актуелен и околу кој се крена голема прашина, на почетокот беа измешани концептите, значи стануваше збор за повторно воведување на кампањи од јавен интерес. Но во основа не е тоа, бидејќи се дава примери во образложението за потребата од укинување на забраната во членот 102, се дава примери од периодот на пандемијата, ковид кризата. Значи,
тоа се вонредни ситуации, несреќи, вонредни ситуации, здравствени кризи, сето тоа спаѓа во кампањи од јавен интерес кои не би требало да се емитуваат во платена, значи форма. Политичка програма туку. И сега медиумите се обврзани и приватните, значи кога се такви ситуации да го информираат граѓанството. Така да отстапат дел од својата програма, нели? А државното рекламирање се дефинира како ширење промотивни или само промотивни пораки од страна или во име на институциите на власта, јавните институции и така натаму. И јас значи посочувам пример на јавни предпријатија во различни области кои меѓу кај граѓаните ги промовираат своите услуги, како на пример Македонски железници или Македонски пошти или некои други видови јавни предпријатија со цел да се подобри однесувањето, да се зголеми плаќањето на тие услуги, користењето на тие услуги и така натаму. Значи, а државното рекламирање како концепт, значи многу се меша. Еве како постои ли некоја дистинкција јасна што ќе го одвои државното рекламирање и од политичкото рекламирање, или колку често под плаштот или под завесата на државно рекламирање па политичките партии знаат да се го протуркаат свој како своја тоа е пропаганда. Проблемот. Значи вие можете да зборувате за државно рекламирање и во таа смисла и има потреба. Значи безбедноста на сообраќајот ако треба да се подобри. Тогаш тие институции може да прават кампања. Значи не се вели, Европската комисија не вели дека не треба да има државно рекламирање, но повеќе е проблемот дали правилата се јасни, дали станува збор на вистина, значи за таков концепт на државно рекламирање или станува збор за ширење пораки поврзани со одредени политички или партиско-политички идеи кои не значи дека се нешто што е од општ интерес, значи нешто што е од интерес за сите граѓани. Во таа смисла донесувањето на многу јасни правила кои ќе ги разграничат овие поими и кои ќе воведат јасни правила за транспарентност, значи колку институциите трошат пари, каде ги трошат тие пари. Медиумите исто така треба да бидат обврзани да ги објавуваат постојано податоците за тоа колку кампањи, во колкава мера колку пари да речеме примиле на име или платено политичко рекламирање. Да, тоа не беше случај кај нас, значи постоеа големи злоупотреби, а од друга страна се истураат јавни пари на пазарот и прави проблеми од аспект на конкуренцијата. Начинот на кој се распределуваат тие средства исто така треба да биде правичен. Во актуелниот предлог, на пример, се предвидува сите телевизии на национално ниво да добијат еднаква некаква дистрибуција на пари, но тоа би значило нарушување на конкуренцијата. Затоа што постојат и многу други медиуми, да речеме, што не се окарактеризирани или дефинирани нели како национални медиуми, терестријални условно речено. Да, имаше многу такви реакции од самите приватни медиуми, од другите сектори во приватната медиумска сфера кај нас, на регионално, на локално ниво, во смисла на тоа дека предложените одредби не предвидуваат правична распределба на средствата. Значи, Европската комисија во најновата регулатива за слобода на медиумите, имајќи предвид дека оваа пракса се случувала во голем број земји, значи во најновата регулатива укажува на тоа дека државното рекламирање во голема мера го нарушува пазарот, не во различни европски земји, не само нели кај нас, некогаш представува злоупотреба или представува тајно субвенционирање, прикриено субвенционирање на медиуми кои ги фаворизираат гледиштата на политичките партии. Еве како да се избегне таа ситуација? Дали е можно да се избегне? Ние имаме агенцијата како еден вид регулатор, агенцијата за аудио-визуелно медиумски услуги. Меѓутоа колку е таа мојкна да ги контролира и да ги санкционира медиумите ако не се однесуваат според овие препораки, бидејќи нели мора да се и новото законско решение, измените треба да се според европските стандарди и меѓународните стандарди. Да, медиумските регулатори може да имаат и пожелно да имаат важна улога пред се во прибирањето на податоците. Тие и сега нашиот регулатор агенцијата собира податоци за различните извори на приходи на различни категории или групи медиуми и во случај да во нашите закони се воведат вакви правила, тие правила треба да се однесуваат, значи треба да има голема транспарентност, обврска за сите приватни медиуми, да известуваат, но исто така и обврска
на институциите да известуваат. Но сега овде има еден друг проблем, бидејќи станува збор за трошење јавни пари, не само за тоа каде се емитуваат кампањите од јавен интерес, дали во аудиовизуелните или во сите други медиуми. Примерот, податоците од мониторот на медиумскиот плурализам е за 2022 година во другите европски земји покажуваат дека од 32 наблюдувани земји во 26 нема никакви законски правила, а дури во 29 не е транспарентна и неправична е распределбата на средствата. Оттаму е загриженоста на Европската комисија. Кај нас како очекувате да биде, господиот Трпевска, од досегашното искуство или искуството до 2016 година? Дали ќе се воведат во законската регулатива овие правила, дали ќе се воведе државното рекламирање, многу зависи од конкретниот контекст на секоја земја. Нашето искуство на нашата земја е многу негативно во однос на праксата на државно гласување, што досега до 2016 година се практикуваше. Од друга страна, значи, и јас го оправдувам барањето на и мислењето на граѓанските организации за тоа дека ова не е вистинскиот начин да им се помогне на приватните медиуми, ако се сака, ако е тоа намерата, бидејќи во образложението на предложените законски одредби не можете да препознаете кој е јавниот интерес. Што добиваат граѓаните со тоа што ќе се емитуваат овие споменавме ние нели Европската комисија и во секоја нивна забелешка па дури во ставот за ова законско решение што ga измените што се предлагаат, велат тоа да биде донесено со што поширок консензус. Меѓутоа контра овој предлог што го иницира Министерството за информатичко општество овој пат, трето бите инакова од 2021 тргнувајќи за да се воведе државното рекламирање. Што мислите? Граѓанските организации споменавте, новинарските здруженија се против, тогаш за каков консензус зборуваме ние? Проблемот е, најголемите реакции се околу начинот на кој се водат расправите. Не дека не се организираат расправи, се поканети сите субјекти, меѓутоа оценката на новинарските здруженија и граѓанските организации е дека процесот е сепак нетранспарентен, бидејќи голем број субјекти, организации, здруженија се изјаснија против дел од одредбите такви какви што се предложени и беше ветено дека тие ќе бидат доставени до сите субјекти и дека ќе може сите врз основа на забелешките во една заедничка расправа да се договори што е тоа одјавено, што е јавниот интерес и на кој начин треба да се изменат тие. Дали предлагачот соопшти што е јавниот интерес и зошто сега повторно се иницира државно рекламирање? Па нема, јас споменав, значи во образложението на измените, кој ќе го прочитате во воветниот дел, каде што секој закон, значи кога се предлага, мора да биде добро образложен, не можете да препознаете нешто што би било од јавен интерес. Дали очекувате да биде тој принцип на правичност, на правична распределба застапен, господиот Трпевска, за сите медиуми што значат нешто на медиумскиот простор? Од самиот од тие пари што ќе ги што ќе се одвојат од државниот буџет, кој што го полниме сите ние граѓаните. Значи во некои земји затоа што се зборува дека сега во некои медиуми ќе се слеат милионски суми пари, а таму еден многу незначителен процент, околу 25% ако не се лажам, отпаѓа на сите други медиуми настрана од овие 5 национални приватни телевизии. Сегашниот предлог токму тоа го фаворизира. Значи токму најголем дел од тие пари да отидат во највлијателните и најголемите медиуми кои веќе имаат најголем удел во приходите од комерцијалното огласување, од економското рекламирање. А токму на тоа предупредува регулативата за слобода на медиумите која е во фаза на усвојување на Европската комисија, кога предупредува за нетранспарентната пракса и за злоупотребата на овој финансиски механизам во различни земји, предупредува на опасноста дел од парите преференцијално да се доделуваат на владеачките, на најголемите медиуми и во замена за тоа нормално да се фаворизираат ставовите на партиите кои се на власт. Значи тоа е два најголеми ризици постојат. Првиот е ризик влијанието врз уредувачката политика, вториот е нарушувањето на конкуренцијата. Дали очекувате овие измени што се иницираат, особено во членот 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да бидат забелешките од експертите прифатени и од Европската унија практично?
Да, секако верувам во тоа, бидејќи се работи за експерти кои имаат огромно искуство, работеле во многу земји, особено за меѓународните експерти, говорам, јасно укажуваат во кои делови овие предложени законски измени не се усогласени со европските стандарди и каде постои опасност од злоупотреба на правилата, од неправична, нетранспарентна распределба и така натаму. Очекувам и од релевантните институции и од сите засегнати страни сериозно да ги земат предвид овие укажувања. Благодарам што бевте дел од ова издание на летно интервју на ТВ24.